Добро утро и до тебе, Јована. Се наоѓаме во општината Ѓорче Петров, а младите токму од оваа општина ја започна иницијативата Земи книга, остави книга и зад нас е поставена првата куќерка во која што граѓаните имаат можност да остават некоја книга која би ја препорачале на другите да ја прочитаат и да земат една за нив за да разгледаат што останато им препорачуваат нивните сограѓани. Овој проект ќе се прошири и на ниво на град Скопје, па се надеваме и на ниво на град на целата Република Македонија. Мој денешен соговорник на оваа тема е Лука Кржаловски, председател на локалниот комитет на град Скопје на Унијата на млади сили. Добро утро. Добро утро, Јована. Ајде најпрво за каков проект станува збор, односно што ќе имаат можност, веќе рековме размена на книга, но како ќе се прошири овој проект низ Македонија и што представува истиот? Вака, најпрво да ви се заблагодарам за поканата. Целта на овој проект е да се отфрлат стегите и размислувањата на младите луѓе и да започнат со ваква размена на книги, преку која сакаме да го сближиме пишаниот збор до младите луѓе, да разменуваат што е можно поголем број на книги и секако да научат многу повеќе од овие јавни библиотеки кои што ги поставивме тука во Петров. Сепак исто така целта е овој светски тренд да стане практика кај нас, кај младите во Република Македонија. Споменавме нешто дека започнува оваа иницијатива во Ѓорче Петров, но ајде нешто повеќе, вие веројатно и подобро знаете од мене, како започна, на кој прв му текна во Македонија да се постават вакви куќерки, а истите ни светот ги има во над 2500 места. Вака, всушност идејата не потекнува од Република Македонија, идејата потекнува од Америка, кој што студентот Тод Бол на својата мајка сакал да ја подари јавна библиотека, тоа е катче за книги кој што го поставил на предниот дел од неговиот двор и бидејќи мајка му била љубител на книги, но и сите комшии имале шанса да се потпишат и да земат книга. Така во соработка со Рик Брукс од универзитетот направиле повеќе такви проекти кои што, како што кажавте вие, моментално ги има околу 2500 во светот. Јас како одговорен на градскиот комитет на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, мојата задача е да едноставно ги поттикнам председателите и општинските комитети и сите општини кои што има млади луѓе да едноставно формираат различни идеи и токму затоа младите од Ѓорче Петров ја иницира оваа потреба од јавна библиотека која што ја поддржуваме и јас како одговорен за град Скопје, но исто така во соработка со председателот Владимир Неловски, со председателот на Унијата на млади сили ќе ги поставиме на ниво на град Скопје и на ниво на Република Македонија. Така, веќе гледаме дека започнала размената, веќе неколку книги се поставени во оваа јавна библиотека, која што е мала, меѓутоа собира доволно за сите оние кои што сакаат да прочитаат. Во кој период планирате да ги организирате овие активности, односно кога ќе можат и останатите граѓани на градот Скопје па и на Република Македонија да имаат најблизу до нив една ваква библиотека? Вака, се очекува во текот на овој месец октомври, да се постават вакви катчиња на ниво на град Скопје, паралелно и на територијата на Република Македонија, така да се надеваме дека пред нова година секоја општина ќе има вакви јавни библиотеки кои што се од голема корист за младите луѓе во Република Македонија. Ви благодарам на разговорот, а она што останува е да оставиме и ние по една книга за да може оние кои што ќе дојдат да ја прочитаат. Сега